Во Грција се поголем број политичари и граѓани ќе сватат дека Република Македонија не е никаква опасност за Грција. Ние како држава и како народ ниту сме имале, ниту пак можеме да имаме друго име и идентитет, и веруваме оти со Грција ќе можеме заеднички да работиме на нашата заедничка европска иднина, изјави вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски, коментирајќи ја изјавата на поранешниот грчки амбасадор во Македонија, Александрот Малас, според која спорот со името е прашање од национална безбедност на Грција. Нема друга држава во светот која што се вика Македонија, ниту пак има некаква придавка македонски, македонска и така натаму, со која што Република Македонија би можело да биде поистоветена. Ние како држава од друга страна пак ниту имаме друго име, ниту пак како народ сме имале друг идентитет во минатото и едноставно безсмисленоста на спорот продолжува и понатаму со вакви слични изјави. Наумовски истакна дека посетата на претседателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо и на комесарот за проширување Штефан Фуле за македонската власт е доказ дека проширувањето е високо на европската агенда. Нивната посета е дел од нивната турнеја и нивните активности за поблиско запознавање со сите активности кои што се спроведуваат во нашиот регион на ЕУ агендата. Ние ќе им ги представиме сите активности што ги спроведуваме. Како што знаете, ние и во 2009 и во 2010 добивме извештаи позитивни кои што препорачаат да се започнат преговорите. Преговорите не беа започнати заради своевидното вето, блокадата што ни ја наметна Република Грција, меѓутоа и покрај тоа нашите реформи продолжуваат и понатаму. Не постои вето кое што може да ги спречи реформите, не постои вето кое што може да ја спречи модернизацијата на нашата држава. Вице-премиерот додаде дека нивната посета ќе биде искористена и за представување на програмата на политичките партии за евроинтеграцијата на Македонија. Според информациите, Баросо и Фуле ќе ја посетат земјата во сабота.